Волци повторно нападна овци во Делчевско. Овој пат курбан оттидоа 12 овци на сточарот Стојне од Делчевско Илиово. Волците ноќеска упаднале во трлото. Ќеска во полноќ око 1 часот некаде, 1:30. Ја пред да си легна, ту брат ми, он ги баш она дел. Чул кучињата како лаат, втура, асиста, нами. Што ќе видим утивнината тука. Он никака не осетил, нас и препил и избегал. Аби имали сме, ама ту те 3-4 години нема чувал Господ и пуштаа ги не минале тувал. Ама те са и това дома, тој ту да влезнат. Това до сега ту и старите са чували напреш и тие те ја ту појава трла ги чувал. Он у Каменица, никош напред ту ние доле мојата беше чували сме стока, утрла до сега чувал Господ не беше влазил. Штетите се големи на овој сточар, па ветеринарите се обидуваат да спасат што може да се спаси. Еве како што гледате, неполна седмица, пак проблем. Бев повикан од сопственикот Митев Стојне од село Илјово, населба Курилово, и волкот си го направи своето, 6 овци на лице место удавени и 6 овци кои се потешко ги третиравме сега, па ќе видиме исходот, меѓутоа голема штета му е направена од страна на волците. Годинава во Делчевско волците заклале околу 150 овци. Точно така, јас работам веќе околу 30 години во ветеринарната служба. 2014 и 2015 година ќе биде запаметена по тоа што највеќе има задавени овци од страна на волците, па можам слободно да речам негде преко 150 бравчиња, дали овци, кози или слично. Единствено решение за штетниот дивеч е хајка која треба да ја организира ловното друштво. Ова го бараат сточарите чии овци се лесна мета на глутницата волци која харан из Делчевско. Дека тука која година 2000 која ли 12 ли организираат и 13 ли беше, не знам. И 12 изгледа беше, ако не или 13, не знам баш која година организираа, като утепатога изба. Ту гори тоа е владо. А сега? Сега ту тие 3 години не организира ништо. Но што прават од ловното друштво Острец, кои неодамна ја добија и концесијата на ловиштата во Делчевско? Председателот Драган Христов објасни дека чекаат дозволи од ресорното министерство и според него првата хајка ќе организираат на 3 октомври.